Другари, здраво на сите, че днеска, после толкова дълго изтражувание, реших в Македония да ставам на мапата. Само да видим. Реших да ставам на мапата за Axie Infinity. Дефинитивно ќе покажем само колко се движат у Genesis, колко се движат цените. Значи 530 Ethereum 2 милиона 145 хиляди, 990 Ethereum 4 милиона, 1337 Ethereum 5 милиона 412 хиляди, 10 хиляди е 40 милиона 479 хиляди. Плот земя у Genesis Axie Infinity 10 700. Най-скапата е 43 милиони 313 долари. Тия цени ви ги кажувам, за да не се шокирате от колко аз платив днеска. Значи, ако вземете да изтържувате най-скапите точки, гледате 10 000. Значи, той е Genesis. Изключваме го Genesis, само Mystic. Най-високите точки 643, 2 милиона 600, милион 699, милион 213, милион 809 хиляди, 800 хиляди и така нататък. Значи имате 6 страни, 123 има остането за продавание парцели, да ги речем. Земя за Mystic, Axie Infinity. Кой ще ово сега и ако изгледа много, после 5 години, я мислям дека тази цена ќе биде минимум 5 пати, а може и да оди и до 10 пати повише. Значи сега сме на само 3 милиони играчи. Представете си кога ќе цял свет се уклучи. Да, ќе има и други игри. Али Axie Infinity ќе биде секојаш првата игра. Еве чисто 200 Ethereum, гледам ги више со месеци. 200 Ethereum е 809 хиляди, кошта оваа парцела. Значи гледате, треба да е шо поблиско до Genesis и Mystic. Значи другата кошта, да речеме, исто 200 е на само да имам. Гледате, ова е малко по-доле, ова е малко по-горе. Значи наредната земја, ова е само, чекай, наредната земја од на истото тоа место е 300 Ethereum. Значи на оваа цена е 1 214 хиляди. Тај сигурно што е продадел јули 06 гледате тука 2020 ја е купил на 1,7 Ethereum. И е мислил дека тоа е многу. Продава ја 9,5 Ethereum. Ова си викаат дечки, тоа е врво. Продава ја 11,5 Ethereum у јули 2021. После јули Axie Infinity почнува цел свет да дознава за неа и се случува бум. Тия земји стануват толку барани, што типчето гледат. Има става на 300 Ethereum. Единствено, ако би ја продадел за 1 214 хиляди долари. Следната земја е мојата земја, другари. Е приказната за неа. Значи, јас денеска по толку долго истражување решив да купам земја од моменталната вредност е 6000 долари. Затоа што сметам дека, сметајте, ако они имат ставено парчиња од 200, 300, Genesis вреде и видовте и по 500, мојата земја е буквално без пари. Значи, префрлив 583 AXX токени, 62.749 долари и купувам земја. Не знам на типо што ме се случува, дали има некој смртен случај, дали нешто му се има случено, идно му требат пари и решава земја, да, ако видите, гледате, он има купено за 24 Ethereum тука. И решава, не знам по која мистерија, гледате, има ја купено јули месец, 25 јули 2021 за 24 Ethereum. Решава
некоја мистерија денеска се појавува, да ја продаде за 14,8. Ја ми се пробува дека е некој бак, значи знае се деси преходно сум префрлувал пари да купам толку ефтини земји и едноставно систему и заглавуваш и просто не беше возможно да се купи таква земја. Денеска решив, викам, ќе префрлам 14,8 Етериум, што е страшна сума на пари, ако земјата не е багирана, ако е купена, едноставно ќе ги врнам назад у базата. Што се случува? Земјата која што е толку блиско до Генезис, гледајте дека е. Значи, толку блиско до Генезис, што е многу поблиско до овие земји. Значи, мојата земја, гледајте дека е. Мојата земја е тука, значи тај дел, 49 минус 25, гледајте колку е блиско. Нивната земја, која што се продава за 300 и за 200, е дури да, точно е дека е до црвената точка е блиску, дека правя airdrop на тие суштества што ќе пушта, што ќе ги убиваме у гилт, ама човече не може да кажеш дека неговата земја вреде многу повише од мојата која што е тука некаде, која што е, нели, вредноста се гледа не само тоа да е на пат и да е блиско до таа црвена точка, тоа се гледа колку е блиско исто до Генезис. Значи, типчето не знам зашо се решава, гледате мојата колку е блиско до Генезис. Значи, мојата е фактички тука. Гледај неговата дека е. Значи, просто не им беше верно зашо би ја ставил. Единствено има такви случаи дека ми треба дитно пари, или едноставно не верува, или ја купил за 1 Етериум на времето и решава да ја продаде. Значи едноставно може да не верува играта, може да му треба битно Етериум за смешна трансакција, колку ефикасно, замисли се за Етериум. Представете си само да речеме да го нема они катана, за да направам свап од AXX токен у VET Етериум. Замислете си да требаше да сменам $60,000, забрив да снимам да ви покажам, да сменам $62,000. Ако немаше катана, кошташе некоде $8,000. Имаше и од 10,200 до $8,000. Замислете ја колку пари ќе бев у загуба, ја немаше да можем ни да купам земјата. Че погледнете ово чудо, кое што го победува Етериум, ме кошта $62,000 да ги свапнам, значи AXX токен 583, уверено со $6,647, да ги сменам само за, гледате, Liquidity Provider Fee 1.75 AXX. Значи колку е фактички AXS? Сега ќе видиме, значи $106. $106, значи 1.75, да речеме $180. Значи за $180 менам $62,445. Значи фи ми зима смешно, за разлика од Ethereum ако беше како преку MetaMask, ке ме изгореа, брат. Немаше да можем ни да го направам тоа, да го купам. Затоа и преходно имав испуштено такви земји кои што беа многу поевтини. Затоа што ја не можев да го платам фи од белата мечка што ја викам. Затоа многу луѓе ме нервираат кога вчера упаднале у крипто и ми кажуваат за Ethereum. Јас верувам у Ethereum, луѓе, еве гледаш, земјата ми е претворена у Ethereum. Јас верувам у Ethereum, ама Ethereum е нефункционален. Да, у иднината ќе биде 2.0, ќе плаќаме смешни трансакции. Ама другари, иднината веќе милиардерите и милионерите изнакупија се живо. Значи, вие стагнирате. И за мен не е проблем. Јас гледаш, снајдам се улезам. Вие што правите? Значи, вие можете да купите мистик земја за имаше најниско за 5 Ethereum. За 5 Ethereum. Ама не можеше да се купи за тоа што не може да си дозволите трансакција. Јас на акции имам, моите членови знаат, од 350 до 300, од 150 до 380 имам плаќено за трансакција за едно акции само да купам. Значи не секој се појавува на берзата акции, например да префрлам и да држам таму 5 Ethereum и да купам одма. Значи ја таа Ethereum, кој што знаете, некојаш го флипав.
спрема Cardano. Че можем да си дозволам на MetaMask да дръжам Ethereum за това, що ако ми трябваше за флип, я трябваше да платам 150, 300, 400, 500 и $1000 да го извадам тай Ethereum от MetaMask, за да го върнам на берзата, за да го флипам. А гледайте тук, човече, за $180 правим флип на 62 000 и нещо $. И купувам от 60 160, баш беше паднал малко Ethereum. Значи я не го гледам пари, 14 за приколсом Ethereum. Купувам Mystic Plot и днеска, значи тип била е 24. Значи я купувам за без пари. Няма ги знам причините на типчето, що ги прави. Господ здраве да му даде, да се надеям дека е окей, дека не му трябва Ethereum за нещо итно, ама ако му трябва буйрум со $60,000, мислам дека за било која потреба може да си помогне со тия пари. Па да се надеяме дека иднина може да направи флип и да си я купи земята назад. Не мојта, а некоја друга. Значи фала му, Македонија ставам на светската мапа, достъпност до Mystic Land. Сега уште мистерията не се знае дали со нашите акции. Ја имам и друга земја. Не се знае со нашите акции дали ќе имаме пристап да играеме на Mystic Plot, на Mystic Land. Ама дефинитивно плюс нема да можем сега за сега да купаме и items на... Чекай, тук е више купена, да не губиме време. Значи сега ќе покажам колко кошта айтем за Mystic Land. Значи 3 Ethereum, 3 точка, значи погледнете колко много кошта. Не да речем, шо дава тая айтем. Вика Attacks on Reptile Chimera Always Score a Critical Strike. 15,407. Представете си, ако я направям флипови купам от овие айтеми, значи тия акции ще се борят на тази земя, ке кренуват от тази земя, от тази точка и да се борят тук, ке се появят тия чудовища, да речем тия Кримея, не знам какво се вика точно. Замислете си коя сила ке има тия акции, ама то уеднина ке видим какви флипови, колко ке има добър бул маркет, за да успеям да губам. Я не съм загубил за това, защото аз секваш го сметам му Ethereum. То секваш, ако купам на 3.8, сигурен съм дека уеднина ке кошта тройно. Гледате, има останано само 196 айтеми, луги. Гледайте, най-скъпите айтеми, сега ќе ги покажам. Не грешка. Highest price. Гледайте колко стигнуват айтемите. Луги, ово кошта милиони. 200 Ethereum, 100 Ethereum, 75 Ethereum, 67 Ethereum, 58 Ethereum. Значи за Mystic айтеми, луги. Погледнете какви суми се плакат. И то е 200 под брой. Значи, колко е повише lowest ID, толкова по-голема вредност има. Замислете си това, колко има креирано, значи да речем до сега 200 са купени веки. 200 са купени. Замислете си, луѓе, какви пари се уложени в оваа игра, која ще на много луѓе изгледа детска. Луѓе, ово не е детска игра. Има 9 страни. Погледнете, ово збореме за милионски суми. Земете, седнете да изтражите шо е акции. Мене ми е криво, от други групи лупат глупости, дека акции више е завършена игра. Акции е на самия почеток, другари. Не е завършена игра. Не е завършена игра. Това се гледа от километър, ама няма кой да ви информира, освен и аз. Значи погледнете, дали ви личам на некои, шо пред 7 години е предвидел и имам доста сега меморис от Facebook почуна да ми ги дава, да се надявам да ги ми даде и постари от 6 години. Значи више за 3-4 години ми ги дава тия меморис. Значи гледайте какви работи, то биткоин, Ethereum и други коини, токени и проекти ги имам погодено. И имам доказ за това, що го зборам. Значи плюс съм го достигнал връво, како македонец у криптото. Више милионер и пензиониран. Знам дека ви смета това, ако повторвам. Али то е факт. Значи, моментално Македония, другари, има достъп до Mystic Land. Гущеров, купена пред 3 саата. 14 заберка 8. Значи $60,000. Е купено земя. Успях да купам за толкова много малко пари.
Знам дека ќе изгледа лудост, некој би ги дадел за апартман, некој би ги дадел за бизнис, али луѓе, не знам колку сте спремни. Значи, не ќем да булавам у теорија на заговор за да не ме го блокират видеото. Значи, ако знаете, ако што е пуштено надвор, и ако на тоа чудо се лепе на кеш и на злато, значи ако се користат више тие дигитални валути, и ако вие нема да шетате тај кеш и тоа злато да го трошите у физичкиот свет, значи тие дигитални валути ќе ги користите у еден друг свет. Тај свет, другари, е тука. Таа мапа. Тука ќе шетате со VR, тука ќе шетате преку мобилни, тука ќе шетате преку компјутери, преку Nintendo, преку PlayStation, преку Xbox. Е тоа парче земја у иднина, другари, ќе кошта милионски суми. И да не кошта милионски суми, ќе кошта многу повише од колку што сум дадел јас. Прво, Македонија ќе има пристап до Mystic Land. Второ, представете си какви играчи ќе дојдат на таа земја и колку профит ќе може да донесе таа земја. Представете си колку македонци, артисти, музичари, луѓе кои што ќе произведуваат игри, IT сектор, ќе можат на таа земја да се рекламират. Ќе можат да креират, ќе можат да продават и тоа ветувам дека сигурно нема да го наплатам првиот месец. Зависи нели колку и какви проекти ќе направат и колку добри. Значи, ќе имат бесплатно акцес на мојата земја секој што е роден у Македонија. И да не е роден, треба да докаже дека е македонец. Значи, секој македонец, без разлика на етничка припадност, ќе има шанса да се рекламира на таа земја и да има бенефит. Како подорок од мене, да се промовира компанијата, за NFT ли ќе биде, за игри ли ќе биде, онлайн шоп ли ќе биде, ќе видиме. Ако не е на оваа земја, имам и друга земја. Значи, имам и друга земја, како што знаете, близко е до Акси, близко е до Walking Dead, на центарот на мапата имам и друга земја. Ако и на таа земја не може, имам и друга земја. Планета која што сигурно и на неја нешто ќе се случува. Ако и на таа нема да може, имаме и друга земја. Ако и на таа нема да може нешто поинтересно, имаме флота од бродови, наскоро ќе купам и земја, имам и структури за копање майнинг, тука е исто спремно, цела флотила на бродови, луѓе, моето богатство е и ваше. Разликата помеѓу мене и другите милионери е очигледна, само што ви уште не може да ја разберете, е дека ја не се фалам, ја креирам за да дадам акцес на сите тие македонци ни свето да бидат и они дел од овие настане. Затоа што некој друг милионер нема жена му или девојка му да дозволе да инвестира $60,000 за бенефит на некој друг. Тоа е разликата помеѓу мене и другите милионери. Колку верувате, колку не верувате у мене, тоа уопште не ме гајле. Иднината ќе покаже што сум зборил. Така, другари, земајте, разлистајте што е тоа Axie Infinity. Кој има пари, нека си купе од тие акси, додека не е касно, другари. Гледајте да си купите акси, гледајте да се креирате Ronin Wallet, гледајте да си проучите што е Katana, гледајте да проучите што е да правите стекинг за... Тука имам сега малку пошто ги извадив, гледате, да, 111%. И финално, другари, како што ви кажав, Cardano, сите тие гледате, за 7 дена 26%, за 24, 7, 50. Значи, руши рекорди, враќа се, оде нагоре. Тоа што тие што го продадеа на 1 и 21, сигурно се кајат. Ама, другари, не е касно. 1,56 е смешна цена за таков проект. Тоа чудо не може да пропадне у рок од 4-5 години.
Така да се надевам дека ќе се освестите на дека оде тај свет, да се надевам дека ќе станете уште појаки геймери, да се надевам дека ќе откриете што е тоа Genesis плот, што е тоа Mystic, што е тоа Axie. Затоа што, другари, свето нема да чека вие се разбудите. 7 години ве молев за крипто да откриете што е. Никој не ме послуша. Така да гледајте да не го испуштите и ово со метата. Останете ми поздравени и да се надевам дека ќе ми го разберете видеото.